Со структурна обврзница од 2,5 милиони денари преку Министерството за финансии, Општина Виница ќе го спасува комуналното предпријатие Солидарност од тешката економска состојба. Структурната обврзница се издава на 10 години и има возможува на општините да ги репрограмираат обврските и дава основа да ги консолидираат своите буџети и да се фокусираат на развој, а износот треба да се враќа на 10 годишни еднакви рати. Ние во согласно со последните измени на Законот за финансирање на единствена локалната самоуправа, каде се дава можност на општините да аплицираат до Министерство за финансии за издавање на структурна обврзница за исплата на доспијани, а неплатени обврски на општините заклучно со 30 септември 2021 година. Поред нашата евиденција во тој момент ние имавме околу 12 милиони денари вакви долгови, за кои што аплициравме до Министерството за финансии. Според критериумите на Министерството за финансии не беа одобрени структурна обврзница во износ од 2,5 милиони денари. Ова обврзница е за исплаќање на доспијани неплатени обврски према јавното комунално предпријатие Солидарност, кој што ја прифати ова структурна обврзница и со која што склучиме посебен договор за регулирање на меѓусебните права. Сепак Петко вели дека ова ќе ја подобри состојбата само минимално, бидејќи очекувале поголема вредност на структурната обврзница, колку за споредба општина Тетово доби 250,2 милиони денари, а Желино 21,7 милиони денари. Па да, иако ние сепак очекувавме многу повеќе, сепак сме задоволни со оваа сума, што значи дека во некој дел ќе се подобри финансиската состојба, затоа што на тој начин ќе му помогнеме на јавното комунално предпријатие кое што е во многу тешка состојба, затоа што е блокирано за да ги подмери своите долгови кон нивни доверители. Покрај структурната обврзница, која е предвидена со измени на Законот за финансирање на локалните самоуправи, на општините им стојат на располагање и други инструменти, како условен кредит, исто така од Министерството за финансии и општинска обврзница. Петко вели дека се уште немаат поднесено барање за општинската обврзница, но постои како опција.